Опа! Кај сте ве луѓе мои златни? Добре дојавте во ново видео, добре дојавте во третото видео од овој серијал кој што го снимаме за нашиот нов стан, каде што ќе се вселиме за неколку месеци. Пишете во коментар дали има нешто пубаво од тоа да знаете дека за неколку месеци конечно нема да плаќате кирија. Има ли? Нема. Неке се годи. Неке се годи, кажав. Неке се годи. Неке се роди! Добре дојавте, дечки. Јас сум многу среќен, најискрено ви кажам. Уште многу малку се вселуваме во нашиот нов стан, а сега малце поозбилно. За сите вие кои што сте нови на ова видео, имаме снимено 2 видеа каде што ви ја покажуваме целата постапка од почетокот, односно од онаа сива фаза на станот, па се до оној ден кога ќе се вселиме и кога ќе си живееме со Марта во овој дом. Во ова трето видео ќе видиме некои новитети, некои нови работи, продолжуваме со целата постапка. Денеска станот е веќе многу поразличен од онаа фаза кога се ставаше кошулица и веќе ѕидовите изгледаат бело, биравме плочки, така што алал да име на инвеститориве, како што видите, така оствариле. Новитет или не е новитет, нешто што очекувано е дека на оваа тераса ќе видиме многу дрва, многу растенија и тоа е договорено, но од инвеститорот ни е кажано да почекаме технички прием, па потоа да се фокусираме на терасата, така што во ова видео ќе се фокусираме повторно за внатрешниот дел. А сега, да видиме во која фаза е моментално, а вие ставете лайк, сабскрајб, поддржете го овој серијал, а ние ќе се потрудиме да има што повеќе видеа за на крајот кога ќе се вселиме. Верувам дека ќе биде многу интересно да гледаме како Стефан и Марта од почеток до крајот успеале да се вселат во нивниот нов дом. Вау! Денеска е 27 август, помина неколку месеци откако ви снимивме дел од следната фаза во изградбата на станот. Во меѓувреме инвеститорот работеше напорно, зградава веќе заличува и се гледа крајот. Ставен е и лифтот. Значи, тука сме одма. И зошто не немаше уствари 3 месеци? Затоа што некои работи ги чекавме, односно чекавме да видиме кој ќе се вклучи во делот за реализација поврзано со водовод, со електрика, со плафоните и одлучивме тоа да го направи Лука, односно 10-10 Architects, а сега веќе 10-10 Construction. Денеска во нашиот стан има негови мајстори, значи изработуваме електрика за целиот стан, посебна електрика, тоа не ни спаѓа во цената која што ја имаме за станот од инвеститорот и исто така низ целиот стан ќе имаме спуштени плафони. Со оглед на тоа дека Марта е превозбудена и сака станот да ни изгледа не знам како, мораме да ги спуштиме плафоните. Сега, ова е моментот. Имаме и брата. Значи, според мене после Нова година веќе се вселуваме, а до Нова година, слушате, ова е звукот на работата. До Нова година веќе се вклучуваат и Dream Living и Јумис со целата работа. И полека доаѓа моментот. Здраво, дечки! Со лесно работа. Лука! Вака изгледа која се работи? Акција. Кажав дека веќе не сте само 10-10 Architects, туку сте и Construction. Да, имаме новини. Растеме брзо. Шо е работа? Почнавте со Лазаров и 10 се појави ти, пораснавме, шо ќе правиме? Да кажем стручно, се кажав нешто, ја зашто не немаше 3 месеци, усвари што продолжуваме да правиме сега? Не јас сум на санитаријата. Значи вака, нели беше дилемата кој ќе ги работи градежните фази, и меѓувреме пошто нели пораснавме заради Стефан Лазаров. Одлучивме ние да ги изведуваме работите, вие се согласивте дека може да го правиме тоа, да, цена одговара, скапа. Кажи ме дека си плаќам бе нешто, не е се како што изгледа, бе, нешто. Компензација. Терасата е за кај мене. Добро, во принцип, значи, во наредниве 2-3 минути, 5 колку и да се, ќе видите една мала презентација што уствари ние го правиме. Колку дена трае? 130 квадрати е станов, 127, колку дена трае изведба на електрика и на спуштени плафони? Со оглед на тоа дека тука имаме 3 фази, тоа се гипс, електрика и водовод. Фаза гипс ќе трае некои си 5-6 дена.
до збориме в завршна фаза само бандажирање, предглед и молерај. Електрика се пушта и сега фази зависат една од друга. Ќе затворат, тоест ќе пуштат електрика, овие пуштат под конструкција од гипсот, па се чекаат и тоа малце се пролонгира работата, ама да речеме 2 недели сме крај. Добро, тоа е тоа. Продолжуваме со видеово. Во текот на овие 2-3 недели максимум ќе го завршиме цело ова видео, затоа што треба да одиме и кај Юмис Лакшери и кај Dream Living, затоа што веќе понудата ја имаме, но заедно со Лука видео ќе бидат финиш. Да, заедно со Лука ќе одиме да ни ја презентираат самата понуда, исто така ќе одиме да бираме и санитарија, значи во принцип дали ова е веќе завршната фаза. Па да речеме фото-финиш, не е завршна фаза, има уште работа. Така. Па да, кошулицата не е пуштена, треба да исуши, да се избере парке. Добро, пред крај, окей. Ќе се вселам после нова година. 26-та. 26-та годината, тоа е тоа. Ништо, гледате како се работи ова и продолжуваме понатаму. Ја не се разбирам, нормално ти да ни кажеш што прават само моментов, што е ова зеленово. Сега моментов спуштаат плафон, централниот дел што го рековме, нели направивме измена, требаше биде 15 сантими, па го сменивме, сакате повисоко да биде. У овој дел, централниот, каде што ќе ни бидат трите гардеробери, плафонот ќе биде спуштен само 5 сантими, додека во делот со спалната, каде што с плафонот спуштен е како во дневната, првиот централниот дел е 5 сантими, а страничното, за да го биеме декоративните лајсни, ќе биде плюс 10, што значи вкупно 15. Да, плафонот беше горе 260. Да, сега го спуштаме 255 овој дел, каде што е креветот, за да добиеме таа убавата висина, а странично, каде што ќе се пристапува лево-десно од креветот, ќе биде пониски, ќе бидеме пониски, за да можеме да го направиме магнетното осветлување. Сега, за визуелно гардероберот, пошто е тесен простор, да изгледа поголем, го направивме и повисок и огледален, за да не биде онака тесно. Во принцип, Марта имаше желба да не ги спуштаме премногу плафоните, за да имаме поголема ширина и висина. И тоа е тоа. Брат, колку е тешко да работиш кај Лазаров? Не. Дечки ви имаат 27 години. Да, тоа мораме да, тоа сакаме да нагласиме дека у Македонија нели никој не ќе да работи, нема луѓе, деца бегаат, не. Роберт, колку години имаш? 27. Браво, бе. Роки има 27 години и е воја на тимот. Ајде уште. Аце, ти колку имаш години? 25. Кај ги најдеме вака млада екипа, браво. Судбина. Судбина? Браво, браво. Неке, ама кој ќе тргне. Дојди малце Петар. Са малце на терасата е хаос. Господјо, Господине, шо правиш? ништо. Кај си? Ја? Ке се вселиме ли некад ни у наш стан? Да, за помоц од една година. 2026 годината. Да, така. Лайк, шер, сабскрайб. Лайк, share, subscribe. Градежните работи продолжуваат, се наоѓаме пред Фриго Шоп во Автокоманда. Омилениот дел на Марта е секогаш кога ќе влеземе во било кој од фирмиве каде што
имаме потреба да си пира, на Јас Марта добро. во фриго не е прв пат да влеземе, не ми е ни мене прв пат, сме разгледувале до сега, меѓутоа сега ќе ви покажеме отприлика какви плочки сакаме, а Марта ќе ни каже што е фригош. Фригошоп е место каде што може да најдете голем избор на плочки и санитарија. Добро. Со фригошоп веќе функционираме повеќе од 6-7 месеци. Ги знаете од giveaway, значи тука имате се што ви треба за санитарија, се за вашиот Од дом. чешми, тушеви, тушкабини, мијалници, веце школки. Што се смееш? Голем избор! Голем избор. Огромен. Ако сте маж, направете го следново. Твој избор. Ајде, влегуваме. Ете, гледате фацата веднаш како и се менува. Ма скенирам што е може да го ставиме дома. И има се добри ствари, а? Многу убаво. Може некој ваков туш да ставиме? Јас мислам црн. Не, многу бигорки има. Не се разбира. Мислам дека треба да направиме видео во кое што јас кажам што сакам, а Марта само ми кажа не. Дали може плочките да бидат сиви? Да. Се слагам со тебе, може да. Ајде да одиме сега да најдеме некој професионалец тука. Добар ден. Добре дојдовте во салонот на Фригошоп. Добре, мене. Како сте? Добре сте? Добро, вие како сте? Одлично. Што може да ви помогнам? Па денес сме дојдени да бираме плочки. Добро, зашто ви требаат За плочки? во купатило и подни дзидни. Дали имате визија како да изгледа купатилото? Па Јас имам сивка. визија дека Марта се кажува, јас само потврдувам. Добро. Инаку, само морам да кажам дека видов кога влеговме дека дечињата кои што влегуваат не смеат да ги чепкаат експонатите за да не направат некоја белја, така? Да. Сега баш дека ги видов децава, така да ако доаѓате Така, во да. фригошоп, внимавајте на вашите дечиња. Затоа што е ова се кршлива роба и да не дојде до самоповредување на децата. Така. Ради тоа имаме и масичка со боички, со Браво. боенки, со сликовници, да може децата Топ да идеја. се играат, да. Сте мислени на Додека се. родителите гледаат. Ве прекина се, што сакаме? Сакаме сиви плочки, може нешто терацо да има, Добро? таква шара. И едни да бидат обични. Така. Ајде, дојдете да ви покажам. Значи имате вака 60 на 60, можеме да ставиме основна плочка, да Па вие само да одберете што ќе ви се допадне и после ќе ви Малички. направиме ние комбинација. Мене се ми се свиѓа, што е сиво. Така? кај тебе е битно само да е сиво, друго имаме не. голем избор на плочки, 90% се гранитни, имате и керамички, така да за во купатило можете и гранитни и керамички. Од овие да ви покажам. Терацо. Ти си ја. Ова може да ни Што биде е, основната. Гранитна плочка е 120 на 60. Со вакви плочки имате помалце фуги, значи во секој купатило мора да има фуга, минимална, затоа што водата едно малецко ситно дувче најде си наоѓа канал за да ви направи штета, затоа мора да има мал фуга. Кај би ставило ова? Па ова може во купатилото, кај туш кабината. Што мислиш? Можеме Ми и се свиѓа. потемна малце да одиме во туш кабината. Ајде да видиме. Ајде вака. Ова нека биде, Ова е убаво. да ја запамтиме. Добро, Убаво. тука да ги разгледате сите. Еве вака, можеме и со вакво нешто да одиме потемно на подот и во посиво. кабината. Дали ви се допаѓа ова? Ново. Ова поише да Мене и оваа ми се свиѓа. Сега ќе ви отворам да погледнете. Е таа многу е темно за мене. Тоа ти исто како жена да пратиш да бира коли и ти дадеш да разликува волан, например. Да си исти. Не е битно, ќе одбере бојата. Па да. Не знам, мене ми се свиѓа и ова многу. Е па со која да идеме? Па и оваа, може оваа и да одиме со таа. Така? Ова у големото купатило, Да, а таа у малото. таа мало. Добро. Дали целото купатило да оди и подне и зидна или Не, може купатилата, тоест кај туш кабината што ќе биде, целото е тело да биде во терацо плочка, а другото да биде некоја пообична сива, може со некои линии, ситни ептен што не се приметуваат. дека по-неутрална Да, плочка. да. И сега кажете ми дали сакате сјајна или мат. Мат. Мат? Мат. Добро.
Ајде сега да видите и од ова нешто вака, дали ќе ви се свиѓа. Ако сакате, можеме да споредиме таму со плочките, за да видиме како би се тоа согласило со боите, со тоналитетот. Може, да. Дали, Стефан, може да ми помогнеш? Кревање, оп. Ете, така. Овие плочки полесни. Еве сме ние, како да одиме во теретана. Добри сте. Вежбате вака? Вежбаме, Условно да. Добри сте. Да, супер. Да не ви треба некој за плочки вака за дигање. Еве, Стефан, ќе те запуснеме. Еве, вака. И сега, ајде вака. Еве, Ау, многу добро. како оваа комбинација ви се допаѓа. Многу Да, добро. објасни ми што правиме? Избравме плочка за во тушкабината. Па, добро. Да, оваа. Добро. Ова е за во малото купатило. А оваа плочка ја бираме за остатокот каде што треба да се Основниот постават. дел. Да. Односно кај мијалникот, позивица, шкулката, Може да ја се. прашам дали вака кога доаѓаат мажи да бираат повеќе разбираат или жени? Па 99,102% е одлуката на жените. Не дали Мажите разбираат, се инвеститори. А јас сум инвеститор да ќе Ете така, да. Значи ова е втората плочка што Еве, ја ова е сега. втората комбинација, да. Еве вака. Посивкаста е, Да. а слична е на претходната. Повеќе си одговараат. Мене стварно све ми е исто. Стефан, Како бе све исто? треба значи да ти убаво и тебе и на Марта, ама Марта не, го дава искрено ми е последниот убаво и збор. тоа, и тоа, ама Марта го дава Не последниот гледа збор. разлика. Исти му бе и претходните. А иначе убави се. Не викам дека не сум и сум исто. Ти не гледаш дека идеа малте на покремка, стовија се. Луди. Да, ова е на посива нијанса. Што и да одбереш ми се свија најискрено. Добро, значи сложни сме и двајцата за оваа комбинација. Повеќе Марта за разлика од тебе, ама добро. А другата? Другата у малото купатило. Ова во големото купатило, во главното. Добро, може. Ете така. Искрено би се свија, да. Ете договор. Таман посива поголем простор за тебе. Тоа е тоа така? Да, со плочки сме завршени. Сега може да разгледаме санитарија чисто. Така, значи јас да ви покажам. Може би утре ќе купите друг стан, може би ќе купите викендица. Имате вградливи туш батерии на Унитас. Сега да ви ја покажам разликата. Еве, небитно. Ајде, оваа програма. Фреш. Кога има ваков преклопник, значи имате вода и од печурката или ружата, и од слушалка. Кога нема ваков преклопник, како овдека, тогаш, значи имате или само печурката, или само слушалка. Ништо, ние уште малку ќе се задржиме тука, а апсолутно ако сте во ваков процес да си дојдете во Фриго Шоп, мислам ваква услуга, вакво објаснување, не знам как имате, а со Лука ќе си дојдеме уште еднаш колку го делот со санитарија ќе гледате во некое друго видео. Кажете ми што ова се прашање, плочкиве ги бираме, колку се чека за испорака? Па обично од денес за утре. Од денес за Имаме утре? да доволно возила. Имаме доволно луѓе да спремат робата, 90% е наш увоз, така да би требало да појдете, пошто снимате, на нашиот плац во Ѓорче 2 да видите колкав плац има и колку е опремен со роба. Дефинитивно треба ја покажат платата после ова видео. Ја ми слушаш. Ништо, луѓе, ќе видите што ќе одбереме од санитарија, тоа ќе го снимаме повторно во некое друго видео, а ние се селиме од тука на локација. Да. Дечки, дојде денот за носењето на плочките кои што веќе ги одбравме во Фриго. Само еден момент, најверојатно ќе треба да ги качуваме нагоре. Ќе дигнеш? Ти. Немам сила. Јас да дигнам. А ти идеш у теретану, зашто Јас се да е дигнам. мускули. Јас да дигнам. Ти. Како што чув, мислам ќе има луѓе што ќе дојдат и од Фриго апсолутно што ќе ми помогнат, нема сам да дигам. 30 кила е Еден пакет. Еден пакет, а има 20 пакети. Како е добро видети те опет и опет и опет. Стави ти плочке за двата вециња.
Идеме. Со спуштени плафони, Стефан ке дига, а Марта само знае да бира. Она што го видов во моментов, тоа е дека ја завршиле фасадата. Сега изгледа убаво. Леле, ова него не приметив. Не го виде? Не. Нели? Иначе ние сме во станов, не знам, дојдовме пред месец дена кога почна да работат месториве на Лука за плафоните и за електриката, а ова е сега фасадата. О мај гад. Се свиѓа? Да. А? Да, Very добро. good. Very good. Very nice. Very good. Very good. Very good. Значи, ги оставивме Лука и мајсторите негови да си работат. При крај се, 99% се готови, мали ситници некои треба да се изменат. И сакаме сега во момент, чисто со вас себе да се прошетаме, буквално ние го гледаме во прв момент. Имавме едно двоумење околу висината на плафоните. Мислевме дека ќе ни се затвори просторот затоа што висината во станот е 260. 263, 4, 5 максимум. И сакавме да ги спуштиме 15 сантима, меѓутоа во последен момент одлучивме во средината на плафонот да биде 5 сантима, а од страните да биде 15. И искрени да бидеме Не со сеќа уопште. врв. На ваков начин нема да имаме кабли никакви и естетски изгледа многу убаво. Браво Марта, ова беше твоја идеја. Точно така. Идеме, како е добро. Видетите опет и опет и опет. Мене во Египет Ова ќе ни стане хит песна. ова е најубавиот спуштен плафон. Жглоп. И тука уствари ќе има лед светло кој ќе поминува низ цела. Лед светло. Да. Мене уште не ми се било кај ќе живееме. Сакав ова да го видам. Твоето омилено катче. Isolation. Very nice. Многу Тука песни ќе правиш. тука ги правам пари. Убаво. Ништо ги чекаме плочките. Ова видео следува промена на рендерите. Ќе видиме кај Лука Марта и се сменија плановите некако. Да, малце измени направив. Ама убаво ќе биде секако. Да, така што ајде да видиме сега Фриго да дојдат, да намести да дигнеме плочкиве, а после за неколку дена, тоест одиме кај Лука, каде што ќе ви покажеме што сме изменили и продолжуваме со видео. Во принцип следува фазата на местење на плочки, паркет, нели, молерај делот, местење плочки на терасата и едноставно тера работа. Плочките пристигна. Важи. Додека момците товараат, само да ви кажам дека Фриго Шоп не нуди услуга за достава на плочките до вашиот дом од влезната врата на зградата. Значи ви ја носат до тука и потоа нагоре си ги носите сами. Стефан се облече во бела мајца и многу ќе биде ако да видите за едно пола саат како ќе изгледа. Ми рече камерманот дека не сум фатил ништо со рака физички и морам малку да се потрудам за да си го почувствувам сопствениот стан. Така камерман? Така е. Тоа е тоа. Помислам дека треба да носиш, да? Јас другарски. Дали би носил за газдата вака се? За газдата не, за другарти. Може. Може? Може. Ајде. Може. Ау. Идемо. Леле, ќе изгинеме са. Ова што ќе биде, брат. Вакви има, колку има? 6. 100. Колку? 100 вакви? Значи, прилично 30 пати ќе треба да идам вака. Леле, него виктав мандар, ќе се убијам. Ова не е хумано. Ау, брат. Дајте да ставам стори да дојде некој за помош. Дали сум нормален дека не викнав екипа? Не, брат, ова не могуче. Добро душе, 99 пати. Нема шанси ова, брат. Ау, нема шанси. Ама е тешко едно, брат. У 6, брат? Абе, ми се слоши. Чекам, брат. Не, доблечам тренерка, пошто не можам да си го потпрам, вака ломка сам.
Леле, уште еден има. Чекај, не може. Брат, не сте нормални, чекајте. Мора болја тактика. 100 кила има. Ие. Абе! Почекајте горе да направиме план, вака не иде. Се смее. Зага бе таму десно? Десно. Каде бе, се спуште горе? Брат, Таму десно. бе, левото. Убај се. Ајде. Вау. Значи Марта во принципу све ова е таа што шефува, таа што кажува како треба, а Стефан е тој што плаќа, тој што дига. Јас разбирам што е убаво. Така е. Фала ти. До сега чувавме по една вака двајца, сега ќе фатиме по две. Брато, спремен? Спремен си? Ајде. Значи 60 кила на грб. Ајде, чичо. Брат, веруј ми дека не можам. Шанси нема. Сакаш јас да имам пред? Ајде. Не можам. Види го со една рака. Браво, царе. Алал да ти. Чекай прстите. Ау. Што не кажавте бе вака. Доста ако ќе зимате од фриго, најдете си луѓе да дигаат. Јас си мислев во главата дека како ќе дојдат и све ќе стаат, дури не се ни договоривме тоа. А треба уште 25 пати. Гледайте. Жива во брато се држиш? Па, се држиме. Мораме. Уште колку? 3 палети. 3 палети имаме. Знаеш ли што е добрата варијанта во овој стан? Имам голема тераса и можеш од секоја страна се фрлиш. Зборувам за себе, мислам. Дојдете да видите у вакви ситуации. Гледате колкава е. Значи, може да изберете и од таму, може да изберете и од ваму. Ова ми е прв пат у живот, искрено. И ако не кенкам, не сум јас, нели? Идеме сега парт 2. Ова испадна адреналинско шоу преживување со Лазаров. Уште пола сме, ајде. Ова е последната. Колку 2,5 сати? Без престан. Со тоа што не е последната, има уште една палета. Ама сега ќе ви кажам што ќе правиме со таа палета. Ела. Браво, царе. Алал Вера. Дојди. Ова ви се вика класично мое неискуство. Не знае дека вака функционира. Еве, ако некој ме гледа и не знае, апсолутно ќе научи на полестиот начин, ја научив на потешкиот. Значи, донесовме 2 палети по 20 пакувања, во секој пакување по 2 плочки. Една плочка, тоа е едно пакување, тежи 27 кг. Израчунете колку сме однеле. Третата палета има уште 20 пакувања и би требало да направиме уште по 10 круга нагоре надоле. Но му саев инвеститорот и среќа што за 5-6 дена носат други плочки за други станови и со кран ќе земат и ќе качат горе. А најинтересната работа е што можеш да му сеам пред да дигаме и да ми кажеш дека сите три ќе ги качат за 10 дена без да дигаме. Можеше. Идеме. Како е добро. Видетите опет и опет. Еве се цедиш. Све за тебе. Све за нашиот За дом. нас. И уште ако ве чујам, self-independent woman. Уште ако ве чујам, уште ако каже некоја, јас можам све сама. Вие му ги носиме на инвеститорот, му ги носиме на страна затоа што кажано е дека општина Гази Баба ќе ја направи оваа улица. Еве им притисок плюс. Пази. Се шалам, нормално дека ова улица се чека да завршат градежните активности и треба да се прави. Значи, му ги тргаме на страна и после со кран ги качуваат горе. Уште малце, братоа? Ајмо. Децит. И после завршена физичка работа, малце се јаде. Невеста, дојдеме невеста. Ова е за кога имам деца, да каже таткови со своји раце ги носиш овие плочки. Таму кај што мочате
Јас сум ги носело доле. Јас. Не ви е срам. Кога ќе центрираш и му кажам, мали, пази на плочките. Што ќе правиме следно видео? Идеме кај Лука. Да, следно идеме кај Лука. И таму го привршуваме видео. Да? Па, да. Да. Дали мислевте дека нема да има промени во станот? Нормално дека ќе има. Значи одиме на кај Лука, од 10-10 архитектс. Ми се стемни кога ќе дојдем. Кога ќе И- му кажам што све треба да смени. Зашо возиш ти? Да се осеќаш да бидам шофер за тебе. Што се кочиш цело видео? Не знам, За кај си? за на планина. Што ќе менуваме се останува? Распоред такви работи не, само бои, материјали. Какви бои? Па ќе бидат понежни. Почна не ми се свиѓа тоа црвеното. Ко зомби ми беше. Апокалипса. Ти го бираше жено. Ти вика кога ги менаш вака работите, чудно што не си ми сменила мене, тоа се. Како да не? Баш кога ти го избра, ти поише се запали за тоа. Јас го избрав. Да. Ти ми го покажа, јас кажав убаво е. Јас ти го покажав. Лука ни го покажа. Па ти му даде насока на Лука. Па не му пратив такво зомби. Како му прати? Па такво сигурно не. Гледате каков ми е животот. Што треба поише? Ова ви е најголемата слика како ние функционираме. Шта да одиме кај Лука да видиме што треба смениме, малце да го заболи глава него, пошто мене дефинитивно ова видео и глава ме болеше. Добар си! И глава ме болеше, и раце ме болеа, све ме болеа. Пишете му коментар дали ви се свиѓаат вакви видеа и сега верувам дека ќе почнеме многу поактивно да ги објавуваме. Лука, здраво. Здраво. Добар ли си? Фантастично. Да имаме да ти соопштиме нешто. Тоест, ја ќе оставам искрено на Марта, знам дека нема да се свиѓа многу информацијава. Ќе имате измени, така? Да, малце, не многу. Како беше оној рел. Само во материјалите. Само. Само. И бојата. Материјали во што? Ламинам во ходникот бојата. Може и друга фотилја да ставиме дневна. И маса. Се гледа. Во Добро. видео во Јумис фотелја што ќе се свига, значи таа Океј. црната ти јам покажувам. Чарлстон. Чарлстон, така. Океј, добро. Таа е добра фотелја таа. Фотелја е нешто што се става трга Да. 5 години, 10 А години не може се да се свига менја. бојата, зомби била бојата црвена. Ламинамот, тој ше шарениот. И ми кажа дека стварно ти ја бираше таа боја? Па нормално. А зашо е зомби? Па така ме поттика кога некоја зомби Хорор апокалипса да стори. има. Да. Апокалипса. Така бевме ние на почетокот инспирирани. Океј, можеме да направиме промени, Наравно, постои таква опција. секогаш. Така. Што е процедурава? Ако се последни. Последни ќе биде. Ништо сега ќе ни кажете во што е измената, во конкретно кој материјал, од материјалите кои што сакате да се сменаат, од типот дали ламинам, дали ќе имаме измени у фурнирот на Ламинам ќе биде фурнирот не исто Останува. останува. Ќе ни кажете што сакате да се Цетот имаме смени. мала измена, Океј. исто така дел од Што е фурнирот. тоа мала измена? Па кога ќе влезеш во главно, во големото WC, и двете се големото, а десното WC, кога влегуваш од десна страна фурнирот кај стаклото, ќе го нема, одиме со плочки. Добро, разбирливо, од затоа што левата- тоа е пошто декорација и лев- као облога. Да, од левата страна кај шолјата нема да одиме со цел зид фурнир, туку ќе одиме со пола зид фурнир, пола зид плочка. Значи делот кај што е шолјата да биде со плочка. Океј, yes. А другиот и уште еден момент, уште еден момент. Страфниот. Ама ради тебе направивме спуштени плафони на уште 3 места плюс. Па боле да не ги правевте него ова. И Гениално! Ајде правиме нов проект. и кај WC-то Да не ќе го продаваш стварно. се уште не. Не. Да го продаваме. Таа што е облогата со Океј. фурнир, Добро. Тоест страницата десно или лево? десно. Кога го гледаме огледалото, кога ги гледаме двата мијалника, десниот хаптер, десната и дас. Еден мијалник. Добро, океј, Еден тоа мијалник. не е. Тоа и доле нема да, значи нема да се допира со
подот, него ќе биде издигнато од добро, заради чистењето. Елементот, да. Океј. Треба ти покажеме. Дале? На рендеров. Па да, чекај ќе седнеме, размислам. ќе поминеме уште. Именно една стол чисто за шминкерната многу ми се свигаше од Јумис. Добро. Ќе ти го покажам и може малце да шминкерната да изменим. Мислам, у димензии све тоа исто. Али може да биде пример од боксот као ламинам или дрво. Добро. А челото Челото? на фиоките да бидат обратно, или ламинам или дрво или ламинам. Па сега е ламинам. А мислиш да биде Целото е боксот, сега- да биде на пример медијапан, а челото ламинам или обратно? Да. Океј. Може. Не е страшно. Не е премно. Да, бе. Да немаше некоја друга плюс измена што не ми текнува се? Ќе видиме со терасата. Кажете сега или чутете за секојаш. Ми текна. Куинскиот остров што е Шанкот, од страната кај што седат столчињата, Добро. имаш тафнички. Добро, тоа е жлебан медијапан. Да, тоа ми толку сега не ми текнува друго. Па тоа сега да го има или да го нема? Да го има. Пошто моментално го нема, е ламинам. Нели? Аха. А да имаш Добро. тафни од дрво. Секојаш ти ова. Малце да размрдам. Секојаш ти Добро, сега вие влеговте многу драматично, сега мислав кој знае што ќе менјаме. Не Тоа те бе. прашав, секојаш се ваква фацата која доаѓа со промена клиенти. Кога станува збор за оваков интериер, да. Добар си се држиш, се окей. Испив 2 хелекса пред да дојде. Се шалам, не пијам авче. Значи, седнуваме да ни кажеш нешто? Да, ајде. Ајде. Абе ти кажувам сега слушајме. Добро се, ама Ако ставиш ДВС-ка остров и ако ставиш оваа столица тука, ќе ти дое момент да седиш вака на шан. не е точно. Не е точно, дај ми метро, ќе ти покажам. ДВС како ќе му дое до тука некаде? Да. И па еве. Ама ти седиш на 74. А не Извини, тука. ти седиш на 45. А ова ти е ДВС-ка, многу ти е високо. Ова колку е? 45. А Епа. островот со ДВС-ка, столицата на 64. Тоа е поише колку да земеш да мавнеш ништо на брзина да јадеш. Да, ма високо ти. јаде. Ги гледаш нивото тука каде е, види го каде е тука. Значи ти 20 од... сантими. Знаеш колку е 20 сантими? Вака ќе се цкаш. Толку. Да. А нема да ги користам ношов Епа да. ти рачунај дека јадеш на оваа висина. Исправи Добре. се. Јади на оваа висина. Ќе ставам ногата под мене. Тоа е да јадеш од нога. Стефан се го ише вака. По принцип. Ова беше вие да видите ни што поминувам јас. А тоа Лукаш е толку фин на камера, тоа е друг муавет. Ки ти сејам тебе после. Ки те барам. Ова е негова идеја. Јас си го завршив. Негова идеја. Јас си го за... Ова е идеја, ти прво ми го дај како предлог на мене. Јас си го завршив мојот. Драги гледачи, Видете, ова е стана психолог. ова е долг Брачни долг советник. процес. Долг процес е ова, не е едноставно. Знаат дека ќе има промени. Вие треба да подсработите рендеров, ние ќе се договориме интерно што како, а во следното видео ние ќе видат што сме направили. Па да. Така, пошто тако ги оставуше малце. Ќе се закараме. Его Лукас. Ја почнавме само со кујна. Што беше за купатило? Ако патилото, тој дитето го нема. Овој? Па и тој да. Како и тој, а кој другиот? По другата страна карши. Аха, добро, тоа е облогата што ја зборавме. Ова да го нема ништо до оваа плочка, тука да се гледа само плочка, така? Може. Драги гледачи, во принцип ова е целата процедура низ која што ние поминуваме. Искрено јас сум многу среќен што го имам Лука, затоа што ако не беше Лука, јас ќе требаше ова да го правам. А јас не се разбирам од овие работи, но како и да е, Сега Лука ќе го јаде. работата оди напред. Продолжуваме со видеа, следува една фаза во која што ќе ви покажеме местење на плочки во станот, паркет. Лука, што друго ќе правиме во станот сега за сега? Ги завршивме градежните фази. Да. Сега се мести паркет, се местат плочки и столарите треба да дојат, Јумис треба да земат мерки, да. И Dream Living, така. И осветлувањето. И осветлувањето а треба да се мести. одлучивме терасата да ја правиме во малку подоцна фаза, односно прво да се фокусираме околу... Па не би рекол тоа дека е подоцна фаза, Него го туку мести. да, у процесот на работењето на столарите да се изработува и терасата, што не е некоја подоцна фаза. Салендерите до кај сте? До кај сме? Тие го оставивме ние намерно заради тоа што ние не сме Да. одлучени се уште
како сакаме да изгледа. Јас и Види, Марта... ние имаме првично некое решение, Да. кое што треба да го видите. Да, може, пред да е скроз готово да не ти менјам. Зашто што тогаш кога бевме на објект, кога го зборевме, ако ти текнува пред некоја недела, дека Марта у старт кажа дека има измена. Да. Марта зване промена. Да викаме промена во коментари. Тоа е тоа за ова видео, се надам дека уживавте. Ако сакате да гледате повеќе вакви видеа, мислам и да не сакате ќе гледате, меѓутоа ќе ни значи ваша поддршка секако, затоа што на крајот кога ќе дојдеме до финалето, кога ќе се вселиме во станот, верувам дека сите овие видеа кои што ги снимаме ќе бидат уште поинтересни за гледање. Марта, ти свијат, ќе кажеш нешто? Што? Тај беше збориш. Прашаме мене дали сакам да кажам нешто. Јас тука се чекам да објаснам. Ништо, ајде, чао, лайк, шер, сабскрајб, се гледаме во ново видео, поддржите ги овие видеа за да снимаме уште. Чао!